Денеска сме во населеното место Добрејци, каде што еден пар од институтот од штитениците од Банско се префрла и се преселува во свој собствен дом. И она што е во рамките на она голема акција на деинституционализација на нашите вакви институции, се покажува дека е со симпатии, со добри чувства примена и од штитениците од овие заводи, што за мене е доста важно. Еве, пред малку ја слушнавме она реченица која мене длабоко ми се брежа. Тоа е изјавата на Мирсат и Васка, дека еве конечно им се остварила желбата, или како што кажам, и ги исполнивте моите соништа или моите желби. Тоа е можеби реченица која што ја оцртува успешноста на овој проект или успешноста кај оние луѓе кои што еве се спремни и кои што сонувале за ваков момент во својот живот. И мислам дека тоа е најдобар коментар на онаа што се случува во моментот и една потврда за исправноста на ова, би кажал, кампања или акција, како што кажавме, да лоцираме што тоа овие луѓе кои што со години биле во тие институции можат со собствени сили да направат, а не да преобладуваат карактеристиките кои што ги ограничуваат нешто да направат. Да го најдеме онаа што е позитивното, онаа што ги мотивира. Еве, гледам, имат убави планови за и понатаму за инвестирање, за одгледување на некое производство, така да, значи, се отвараат нови перспективи за овие луѓе. Ова е навистина преубав ден за сите нас, ден кога едни од најстарите жители на Заводот за рехабилитација Бања Банско конечно по 40 години поминати во институција си добиваат свој дом. Како што спомна и градоначалникот, сите ние бевме сведоци на огромната желба на Мирса да си имат конечно свој дом со својата партнерка Васка, и обврска на нас институциите е да одговориме на тие потреби и на таа желба, затоа што само на тој начин ќе покажеме и докажеме дека навистина градиме едно општество за сите. Процесот на деинституционализација е една од најбитните приоритети и реформи кои што ги спроведуваше Министерството за труд и социјална политика и целата влада во изминатиот период. Знаете дека немаме повеќе деца во институции, тоа е огромно достигнување за нашата земја во насока на напредување на човековите права. Продолжуваме интензивно и посветено да работиме на извлекување на сите возрастни од институциите. Досега успеавме да извлечеме и да обезбедиме дом за околу 50% од вкупниот број на лица на институции и ќе продолжиме заедно со поддршка на ЮН агенциите кои што го продолжуваат процесот на трансформација на Заводот Бања Банско, како и Европската делегација која што во наредниот период ќе обезбеди дополнителна поддршка за трансформација на Заводот Емеркапија. Мирсат и Васка, значи, не само што им обезбедивме нивен дом, туку ќе им биде пружена и поддршка преку негователи, преку Центарот за социјална работа, доколку биде потребно ќе биде обезбедена и персонална асистенција, и тоа е втората компонента од нашата реформа. Значи, не станува збор само за тоа да ги извлечеме луѓето од институциите, туку и да им обезбедиме услуги на локално ниво, во заедницата каде што живеат, и токму затоа силно инвестираме во поддршка на општините да развијат такви услуги. Во моментот имаме повик до општините. Обезбедени се средства во висина од 10,8 милиони евра за развој на социјални услуги на локално ниво, и заеднички ќе работиме и со општина Струмица и со другите општини, се со цел да локалните заедници ги направиме места каде што секој наш сограѓанин може да има достоинствен живот.